мојата заложба е да игра во прва лига, никако поинаку. Значи, сите заложби ќе бидат не меѓу првите два, туку најпосакуваниот град во Македонија за живење да биде Гевгелија. Оние кои што шетаат деновиве низ градот забележуваат една голема раздвиженост на механизација од тротоари, од улици до канализациони мрежи. Дали е тоа, некои велат дека е тоа предизборен маркетинг, меѓутоа што мислите ви? Не, прво изборите се предвремени, парламентарни избори. Ово што го работи локалната самоуправа, значи тоа е нормална работа која што треба да се работи во секое време. Оваа година сигналите ни се позитивни дека ќе имаме подобра економска состојба од преходната и тоа што се работи се е утврдено со програмата која што сме усвоиле уште преходната година, за тоа што ќе го работиме во 2011 година. Работите може ќе почне и порано, ама тендерските постапки се тие кои што отегаат малку време додека се завршат. Сакаме да работиме се согласно законот за јавни набавки и затоа веќе се во тек. Работите нема да завршат денес, туку ќе продолжат низ цела година. Веќе се во фаза на распишување и нови тендери, нови работи кои што ќе се работат во Гевгелија, затоа што граѓаните на Гевгелија едноставно го заслужуваат најдоброто, а тоа е моја обврска да го направам колку што можам подобро. Така, се враќаме пак на младите. Младите се тие кои што го движат светот и остануваат и после нас. Ние треба да создадеме услови што подобри од образовните, од спортските, од културните градби. 50 години се наврши од јавната установа за детска установа Детска радост. Беше и председателот Иванов на таа свеченост. Колку тој настан придонесе ова јавна установа да со поголеми сили продолжи понатаму да создава добри услови за воспитување на младите. За мене е голема чест што имавме буквално градска чест да на тој јубилеј 50 годишен од основањето на детската градинка во Гевгелија да присуствува токму председателот на државата, господин Ѓорѓе Иванов. Мислам дека не треба повеќе да се каже, председател на држава да ви дојде на таков јубилеј е сигурно може би најголемата поддршка, значи и понатаму да продолжиме. Ние имаме развојни планови за тоа што ќе правиме во детските градинки и како општина исто поддршка од страна на Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за образование. И тука мораме да створиме услови да ги дореновираме градинките затоа што најмладите се нашето најголемо богатство. Бев присутен на тие разговори, председателот инсистира на развој на туризма. Колку градоначалникот има визија за како ќе се развива Гевгелија во наредните години? Јас сум можеби досаден со тоа што зборувам постојано планови, урбанистички планови. Без планови ние ништо не можеме да развиваме. Дефинитивно. И затоа најмногу енергија и време посветив точно на тоа да ги донесеме урбанистичките планови и како што спомнав и пред некој ден, на мој задоволство првиот одобрение за градба за нов хотелско-туристички капацитет комплекс на локалитетот што го донесовме граничниот урбанистичкиот план за во населено место за граничен премин Богородица. Донесено е, значи, првото одобрение за градба се очекува и следното, значи тука разборот ќе биде повеќе од сигурно на туризмот. Исто така во најскоро ние го донесуваме и урбанистичкиот план за туристичкиот локалитет Долна Корија кај Негорски бањи и се што треба општината да направи за било кој потенцијален инвеститор, домашен или странски, кој ќе дојде во Гевгелија, општината се става на располагање. Вчера во сите овие празнувања, завчера имавме и гости од посетители од Република Кина, преку амбасадата на Република Кина. Потенцијални инвеститори беа во Гевгелија, се интересира и за енергетика, за вложување во енергетика и во туризмот. И нашите можности им ги презентиравме, кои ги имаме. Треба да размениме писмо со намери за што можеме да понудиме ние, што тие бараат од кај нас. Да ги разгледаат можностите за тоа што капиталот се движи низ светот. Кај ќе најде најповолна почва, таму ќе се посади нормално.
Кажавме пред малку меѓу двата најдобри посакувани градови во Македонија, меѓутоа поедно сме први во Македонија, први го воведовме системот 48 часа. Што тоа ќе значи за граѓаните и што значи за граѓаните на Гергени? Тој систем е воведен за граѓаните. Значи, граѓаните можат во секое време да звонат на телефон во работно време или да пратат SMS порака или електронска пошта имейл за известен комунален проблем кој што го имаат. Службите во општината се должни, ако можат веднаш да го решат, но најдосна во рок од 48 часа треба, ако не можат да го решат, да одговорат кога ќе го решат проблемот или во чии домен на решавање е тој проблем. Гледам дека од ден на ден се зголемува интересот, интервенциите и јавувањето од граѓаните, но гледам, кога го разгледав извештајот, гледам дека многу проблеми се веднаш затворени и решени, што е за мене најголемото богатство. Значи, ние сме тука, прво, јас како градоначалник и целата општинска администрација која што работи во општината е прво тука за граѓаните, значи да биде сервис на граѓаните. И овој систем 48 часа кој како идеја ни е на подарок од нашата спортивна општина Инџија, веќе функционира и мислам дека граѓаните уште доволно можеби немат го осознаено, но кога ќе го осознаат, ќе видат дека тоа е баш тоа што треба, вистински сервис на општината за нивните потреби. Ајде на крајот за она, дали ви останува слободно време покрај овие силни работи што треба да ги направите за некое хоби, за некоја прошетка во природата, за ловење риба можеби? Па за сега не. Има многу работи што треба да се одработи, но вчера при отварањето на новите тениски игралишта ми предизвик сега малку повеќе да поминеме време на тениските игралишта, можеби прошетки, да не дам малку повеќе време можеби за некој хоби, но пред се мора да изработиме тоа што сме ветили. Петок е време за емисијата Еверлин клуб. Вие ми волете да кажете зим зелено катче. Колку е ја следите таа емисија и кои се вашите фаворити, да кажеме, од тие песни од минатото? Еве да не наброите 3-4 кои што можеме да ги пуштиме во нашите издания. Јас верувам во вашиот избор дека ќе го погодите, па нека биде овој пат во ваш избор, затоа што ги има многу. Едно време кога свирев по бендови, значи свиревме многу песни, многу експлоатиравме материјал од многу бендови. И сега не сакам некој да се остави навреден, дека некој го фаворизира. Има ли песна на вашата младост? Обично секој си имаше многу. Имаше многу, да. Така ви благодарам што одвоите време во оваа силна активност по повод Спасовден, да бидете гости на телевизија Нова и посакувам успешна работа и она што сте го замислили да го стварите. Ви благодарам и благодарам на добрите желби.